Даниела Арсовска, градоначелничката на Скопје, наша гостинка во стадион. На линија го имаме Стефан Кирков. Ке се изненадите сега? Не, зашто да се изненадам, тама на работа. Стефан Кирков, советник во Совет на град Скопје од ВМРО ДПМН. Дали се слушаме, Кирков? Се слушаме. Добар ден, поздрав до вас, поздрав до градоначелничката и до сите слушатели. Слушавте ли нешто до сега? Гледавте ли? Па да, на вистина ве пратам од самиот почеток и сум запрепаштен од гостувањето на градоначелничка, така да... Исто како што јас бев запрепаштена од вас, Стефан, во Советот. Ете така, да се каже, стеро не се каже тоа што требаше. Јас мојот денесно уклучување во вашата емисија ќе го искористам да ја поздравам градоначелничката што имаме вака привилегија преку Канал 77 да поставам прашање затоа што повеќе од 3 години градоначелничката се нема појавено на советнички прашања, а ако знаеме дека ние советниците сме изворот на Скопјани и се тоа што го собираме од Скопјани треба да го пренесеме во градот Скопје, да ги прашаме градоначелничката и нејзините кадри, директори кои ги поставува на јавните претпријатија, немаме можност за жал, па еме преку вашата емисија, колку што ќе дозволи времето, би сакал да и поставам Прво, јас едно прашање. Зашто не се појавува на советнички прашања? Тоа е првото прашање. Пред да ви одговори, јас прашање. Нели треба вие како советници прашање да поставувате и на членовите на управен одбор за кој што тврди градоначелничката дека сите се од вашата партија, дека вие сте ја растуриле калимерата со неа, ама управните одбори не сте ги напуштиле. Така, значи, управните одбори се гласаме заедно во договор со градоначелничката на градот Скопје. Ама сега не е убаво да лажеш во емисија. Не е убаво да лажеш во емисија. Ќе ги вадам со лавчињата и со беретките сите таму што се по управните одбори. Ние поставуваме прашања, меѓутоа не добиваме одговори. Доколку градоначелничката има против тие управни одбори, треба да дојде и на советнички прашања, дали образложи дека има проблем со управните одбори, да се најде решение. Меѓутоа градоначелничката одлучи по некои нејзини причини познати само од себе да се постапува сама, онако што мисли дека е најдобро, еве до каде го доведе градот Скопје. А градот Скопје е една темна приказка. Не сакам да го дослушам затоа што немам намера да се за советничките прашања да одговорите. Зошто не се појавувате на седница за советнички прашања? Затоа што реков дека ќе дојдам на советнички прашања кога ќе изгласаат автобуси за Скопјани, кога ќе изгласаат бесплатен јавен превоз за Скопјани, кога ќе изгласаат сите програми за да можат јавните претпријатија да функционираат безпрекорно, кога ќе изгласаат луѓето кои што требаат за јавните претпријатија да бидат функционални, кога ќе ги изгласаат програмите и сето она кое што е важно за оперативното работење, тогаш ќе се појавам на советничките прашања. Ако беше проблем Славески, ве сега е Пановски, може да не е проблем од Славески. Не можете вие градоначелничке да кажете ќе дојдам под ова. Кирков, а кој сте вие да кажете што јас можам, што јас не можам? Фала Богу дека вас говорите на Скопјани, ме разбирате? На Скопјани, јас им одговарам на Скопјани секој ден, а вашите прашања се од штаб. Вашите прашања се од штаб, Стефан. Да го испочитуваме да зборува малку и Кирков. Кирков, повелете. Ајде, нека си изнапраша. Кирков, немам намера веќе со него да дебатирам. Тоа само говори за односот на градоначелничката, а бара да има кохезија со советниците. Наистина имаме тотално непочитување, а од друга страна се разбира градоначелничката после 3,5 години, за сега да изиграва супер хиро и да прави циркус на Скопје, обидувајќи се да одработи за некои цели кои времето ќе покаже какви биле. Пак ќе кажам, ние немаме на кого да поставиме советнички прашања, ние сме изворот на Скопјани, нас не гласале Скопјани. Градоначелнички секојдневно сме во комуникација со Скопјани. Како Скопјани да дојдат до информација од вас и прашања кога вие избегавате? Вас ве немаше ни по медиуми, вас ве нема на советнички прашања, вас ве немаше до пред 2 недели никаде. Одговорете, зашто не доаѓате? Многу ми е жал што така мислиш и многу ми е жал што така збориш, многу ми е жал што така ти напишале во штаб или луѓе што така ти напишал. Меѓутоа, колку што сте вие по штабови, толку сум и јас меѓу граѓаните секој ден.